Социјалдемократскиот сојуз ја поздравува постигнатата усогласеност околу изборниот законник. Сметаме дека ова е само еден устен договор кој што треба да се реализира во собрание со гласање на измените на изборниот законник, секако без интервенции, без амандмани, онака како што е договорено. Клучен тест за ова, за демократскиот процес, за измените на изборниот законник ќе бидат првите преседателски избори оваа година, каде што не само преку измените на изборниот законник, туку и на терен владата ќе треба да демонстрира политичка волја дека навистина е спремна за фер и демократски избори. Месец и пол преговараме и ние како Социјалдемократски сојуз сме задоволни затоа што со силината на своите аргументи кои што ги употребивме во процесот на преговарање, успеавме да ја примораме владата да ги прифати сите наши барања кои што кореспондираат со препораките на ОПСЕ. Воедно, како што кажа и министерот, сакам да информирам јавноста дека договорено е препораката која што на ОПСЕ, која што се однесува на дијаспората, на гласањето на дијаспората, договорено е да се разговара, да ја имплементираме во законот на првите следни парламентарни избори во Република Македонија, кога и да се. За нас се многу значајни измените, има повеќе измени, но најклучно за нас е одделувањето на партијата од државата како препорака, затоа што со тоа се создава приближно фер услови за старт во изборната трка, без разлика кој е на власт. Со имплементацијата на оваа препорака, со одделување на државата од партијата, практично веќе нема трошење на буџетски средства во изборни цели, нема отпочнување на градби, на објекти со буџетски средства, нема пуштање на објекти од буџетски средства, нема фрлање на лопати и доколку носител на јавна функција го прекрши ова правило, запретена му е казна затворска од 6 месеци до 1 година. Она што е многу значајно и успех за нас е забраната за исплата на субвенции, на вонредни плаќања, плати, социјална помош, материјални давачки, трансфери од буџетот кои што не се тековни, затоа што изминативе изборни циклуси, на сите им е познато дека практично преку ова се купуваја гласовите. Доколку се прекрши оваа одредба од изборниот законник, запретена е строга казна затворска од 3 години до 5 години затвор. Исто така, бараме транспарентност на трошењето на финансиските средства во текот на изборниот процес и со законот министерот за финансии е задолжен да ги објавува на веб страната сите трошења во државата, освен редовните исплати на плати и комуналиите, и секако 2 недели по распишувањето на изборите да поднеси план и јавно да го објави на веб страната за буџетските приходи и расходи во текот на изборниот процес. И за него е запретена казна затворска доколку не го почитува од 6 месеци до 1 година. Многу важно се измените околу избирачкиот список. Избирачкиот список, јавниот увид ќе трае подолго, значи од 15 на 20 дена. Важно е што политичките партии по завршувањето на јавниот увид имаат право да го коригираат избирачкиот список, да реагираат и да го коригираат. Многу битно е за нас заради отстранување на можноста за злоупотреба на оние гласачи кои што се наоѓаат во странство. Издействуваме или имаме измена со која што ќе имаме посебен извод од избирачкиот список за лицата кои што се наоѓаат во странство во моментот на гласање. Обврска Министерството за финансии 4 пати во годината до ДИК да доставува информации за внатрешни, да доставува до ДИК информации за ажурирање на избирачкиот список
Исто така важно е околу донациите, ги ограничивме донациите на правните субјекти до 50.000 евра, тоа значи и за медиумите. Оно што е важно за медиумите е дека навистина строго го уредивме тоа прашање за да не се злоупотребуваат медиумите во изборна кампања и обезбедивме со измените рамноправно представување на сите политички субјекти во текот на изборниот процес. Нема политичко рекламирање од денот на распишување на изборите до отпочнување на кампањата. Исто така нема финансирање на реклами од буџет за време од денот на распишување на кампањата до завршување на изборите до завршување на изборите. Рекламирањето е ограничено на 12 минути. Ова се по суштинските измени, а што се однесува до јавниот радиодифузен сервис, покрај овие одредби важат и правила посебни на игра, каде што во информативните емисии тајмингот или времето ќе го распредели по 1/3 за владата, каде што ќе информираат и останатите медиуми, не во функција на политичко рекламирање, туку за активностите на владата, 1/3 од времето во информативните емисии за партиите кои што се на власт и 1/3 за партиите во опозиција. И оно што е многу битно и новина, Собранискиот канал од денот на во изборната кампања ќе обезбеди по 3 часа на партии во опозиција и на власт да ја презентираат својата политичка програма. И она што ќе испуштев да го соопштам и многу е важно, доколку јавниот радиодифузен сервис не се придржува кон овие правила, следи санкција разрешување од функција директор на јавниот радиодифузен сервис.